Sadno! Jaz sem Haripalkor Kristina, ki napravime palačinki. Palačinki od crvena leća. Ova se prelesni i prevkusni palačinki, što može da бидат направени и за doruček, и za ruček, može da бидат jadeni со нешто благо или нешто солено комбинирани. Навистина, безкрајно комбинации кога станува збор за вакви фантастични палачинки. Многу едноставна рецептата, еве сега ќе ја споделам. За подготовка ни требаат 2 состојки. Тоа е, првото е леќа црвена, второто е вода. Ја миеме добро леќата, 1 чаша леќа одат 2 чаши вода. Кога измиена леќата ја потопуваме во вода и оставаме најмалку 3 часа да одстои. Откако ќе одстои, блендираме добро и палачинките се спремни за подготовка. За овие палачинки не мора да користиме масло, јас не користам, ако сакаш може да користиш масло, уште подобро ги путер или кокосов путер. Важно тавчето да не е лепливо, да не лепи и треба да се внимава да се испеча доволно добро на едната страна и за да може лесно да ја свртиш. Бидејќи може да почувствуваш дека не си успел во овие палачинки, ако не им е дадено време да се сготват, сигурно околу 1,5 минута, зависи од шпоретот, од се, околу 1,5 минута од една страна. Традиционално во Индија илјадници вакви палачинки се подготвуваат од најразлични мешунки и житарки. Значи не мора да е од самото брашно, туку може од самата мешунка или од самата житарка, што е уште поповолно и е одлично за нас и нашето здравје. Многу едноставна подготовката, сега ќе видиме како изгледа смесата. Еве сме. Еве од кога е изблендирана. Јас веќе правев. Ова ни е црвената леќа. И овдека веќе се готви. Овие ни се направени од претходно. И се залепи од претходно. Ете, толку едноставно. Во однос на зачини можеме без ништо и во тој случај можеме да ги користиме и за благо, и за солено. Можеме да намачкаме путер од кикирики, ги путер, мармалад без шекер. Можеме да ставиме тан со маџун. Или може да ги користиме со зеленчук или чорба или други макала. Јас ги сакам со маслиново масло и соја сос, навистина да мацкам во тоа. Ми се допаѓа таа комбинација, но и ги јадам со зеленчук. Оригиналната рецепта е 3 часа, како и да е, јас сакам да ги држам преку ноќ или барем 24 сати. И јас ги правам. Ја мијам добро црвената леќа, ја оставам преку ноќ или 24 сати да кисна, ја измивам уште еднаш, ставам вода, колку што имам леќа. Кога ќе ставам леќата во блендерот, до каде што имам леќа, до таму ставам вода. Блендирам добро и дури потоа ги готвам. Во блендот го оставам половина, правам без ништо, во другата половина ставам зачини, дене ставив гарам масала, хинг, ким и сол.
И тоа. Може да се стави само цимет, може да се стави и лимон, навистина има бескрајни комбинации. Може да експериментираш и секогаш да пробуваш различни, да видиш кој тебе ќе ти се допадне. Кажав за тавчето, не користиме масло, но ако сакаш можеш да користиш. Уживај во рецептот и пиши како ти се допаѓаат и дали ти се веќе едни од омилените. Сатнам!